Почитувани, веќе сите во Република Македонија знаат дека индустријата е падната на колена, дека индустријското производство се намалува веќе 8 месеци поред. Она што е ново е дека падот на индустријата не е веќе проблем на една или две гранки, туку е тоа нешто што веќе се шири. Производството е намалено во 16 индустријски гранки, на кои вкупно отпаѓа 80% од вкупното индустријско производство во Република Македонија. Истовремено, започна и отпуштања, намалени бројот на работниците во индустријата. Не само што работата не е добра сега, таа не изгледа добра и за во иднина. Предвидувањата за тоа што ќе се случува во европските земји, како главен пазар за македонските стоки и услуги, се не баш толку добри. И тоа сите го знаат. Она што никој не го знае, е зошто во ваква многу тешка ситуација за македонската индустрија, владата на премиерот Груевски со месеци ништо не презема. Не само што таа нема идеја што треба да прави, туку таа бега и од идеите на другите. Таа не сака ниту да разговара за предлозите на СДСМ, за тоа како во овие тешки времиња да се помогне на македонската индустрија, како да се зголеми домашната потрошувачка. Крајно време е премиерот и неговата влада да разберат дека сите предлози што ги даваме се добронамерни, насочени за спас на македонската економија. Работите од месец во месец се влошуваат. Сега не е време за партиско наетење, сега е време за разум, за решителност, за добра организираност, сега е време да го спасиме тоа што може да се спаси. Благодарам. Дали имате некој прашање? Да? Вие мене всушност ме поставувате едно генерално прашање, дали сум јас за почитување на законите, колку што разбирам. Значи, јас дефинитивно сум за стриктно почитување на законите и прописите во една земја. И истото тоа го очекувам од другите, меѓутоа најпрвен го очекувам од премиерот на земјата. Во конкретниот случај за кој што зборувате, премиерот беше првиот кој што започна да открива детали за она за што ме прашувате. Сега, ако е тоа така, тогаш треба да зборуваме за одговорноста на оној кој што започна со целата работа. Инаку, вие го слушнавте вчера и ставот на председателот на СДСМ Црвенковски. Тој рече дека е подготвен, имајќи го предвид ова сега што го кажувам, дека е подготвен било каква одговорност, имајќи предвид сите околности, да ја сподели заедно со премиерот Груевски. А дали вие би прифатиле лично како добронамерски предлог како тој од 2005 кој што наместо македонци стои народ на Република Македонија? Вака сега, значи јас од 2005 година не бев во политиката. Од она што сега имам можност да го видам, тргнувам од следното. Значи, прво треба да имате, да си признаете да имате проблем кој што треба да го решите. Ако сте лидер, имате представа за себе дека имате некаква визија во која насока треба да оди земјата и што треба, како таа треба да биде подобра за сите што живеат во таа земја, тогаш треба да сте подготвени да ги решавате проблемите на таа земја. Овој проблем Македонија значи го има веќе подолго време. Имајќи предвид таа позиција, дека вие кога тогаш мора да го решите проблемот, ако навистина сакате да го подобрите животот на граѓаните, и кога ќе го видите овој предлог, каде што стои дека Република Македонија го задржува после 3 години уставното име за секогаш, тогаш вистинското прашање е зошто премиерот Груевски не сакал да прифати решение во кое што се задржува уставното име на Република Македонија за секогаш. Како последица на таквиот став негов, сега сме во ситуација кај што предлозите се веќе многу полоши од тие. И сега не помага калимеро политика, кај што сите се нешто виновни, и сега некој ќе очекува дека сега ќе добие некој подобар предлог од тој кој што бил во 2005 година. Благодарам. Вие рековте дека имате прашање? Не? Да?
Ме прашувате што треба да се преземе. Значи, јас ќе ви кажам вака, во пакетот мерки, кој што СДСМ го достави на владата, меѓу тие 27 мерки, меѓу другото имаше и мерки кои што беа насочени кон зголемување на домашната потрошувачка. Тоа е логична последица, логичен потез во ситуација кога вие знаете дека онаму каде што продавате на европските пазари, побарувачката за вашите производи и општо побарувачката ќе се намалува. Во такви околности, она што треба да го направите е да најдете замена за таа побарувачка со некоја друга и треба решение да барате во домашната побарувачка. Затоа го имавме ние предлогот за даночен празник, каде што конкретно, директно ќе се зголемеше домашната потрошувачка. Затоа го имавме предлогот за воведување на 3 пакети за индустријата, каде што рековме дека треба да се дефинираат пакети на поволности за фирмите и тие поволности да бидат колку што може повеќе, од пакет во пакет да растат, колку што една фирма употребува повеќе домашни суровини за она што го произведува. Кога вие сакате домашната потрошувачка да ја раздвижите, тоа не можете да го направите со увоз. Значи, вие треба од она да го поттикнете производството дома и потрошувачката дома. И предлогот за 2000 денари помош на сите семејства во кои што никој не работи беше исто така мерка насочена за зголемување на домашната потрошувачка. Тоа беше, значи, за семејства во кои што никој не работи. Во такво семејство, кога вие ќе им дадете 2000 денари за македонски прехранбени производи, тоа значи дека тие ќе трошат македонски прехранбени производи. Сите мерки беа во една логична поврзаност како да се преживее 2012 година. Наместо премиерот Груевски и неговиот тим да не повикаат да разговараме за ова, бидејќи добронамерно беше подадена раката, тие одбраа целосно игнорирање. Од месец во месец состојбата драматично се влошува, тој ништо не презема, ние се обидуваме да го натераме да спасиме тоа што можеме да спасиме. Благодарам, дали имате уште некој прашање?